Здраво на сите, уште една емисија со мене и со Милан, поврзана со прашање од работните односи, со прашање од БЗР, прашања со трудот генерално. Дозволете на почетокот во моје име и во име на Милан, бидејќи ова ние сега празнична емисија, имаме два празника. Едниот е поврзан со струката, едниот е поврзан со христијанството, на сите оние кои што го слават Великден, да им го честитаме празникот со поздравот Христос се роди, а на сите оние кои што се професионалци од БЗР, исто така да им го честитаме празникот, бидејќи вчера беше и денот на БЗР. Да, или повеќе да се споменеме, значи тоа е во насока на тој за сите оние кои загинаа на работните места, поточно ги одбележуваме за да ја зголемиме свесноста поврзана со безбедноста. Да, 28 април е ден кога се одбележува како ден, светскиот ден за безбедност и здраве при работа, така да ние кои што сме во струката имавме двоен празник, и БЗР и Великден. Да. Па добро, еве, сакаш ли и ти нешто да ги поздравиш присутните? Да, јас би сакал да им честитам Великден. Се надевам дека го поминувате убаво, во убаво окружување со вашето семејство, со со луѓето кои ви значат, кои се најважните во вашиот живот, а од другата страна споменете си и за оние кои не се со нас. Споменете си за оние кои треба мислите да ги имате, но и од друга страна одвоите малку време да разберете и да им кажете, да им на другите дека сепак луѓе гинат на работните места. Заради тоа денеска кога разговаравме каков тип на емисија да направиме, рековме онце нешто полесно. Да, не биде, да биде попразнично. Празнично, да. Така да денеска кога ќе зборуваме за еден настан кој се случуваше пред Да, јас би сакал веднаш во таа насока, во тој контекст да те прашам мој пат јас тебе. Најчесто ти мене ме прашуваш некои нешта, меѓутоа сега таков е денот празничен, малку да јас бидам во улога на прашувач. Ти пред 2 недели отприлика, како добро се сеќавам, беше на одредени регионални настани поврзани со аспектот на безбедност и здраве при работа. Да. Беше во Албанија и беше во Црна Гора. Да. Па ќе можеш да ни споделиш зошто беше таму, што се случуваше, што е целата приказка околу овие настани и во која насока ќе се движи нештото во иднина? Одлично. Ти благодарам на воведот и ти благодарам на прашањето. Ако се споменат гледачите, минатата емисија споменавме или малце повеќе зборувавме за регионалната стратегија и споменавме некои национални студии кои ги изготвувавме во 5 земји кои учествуваа во рамките на проектот Балканошнет. Сега, тие 5 земји имаат индивидуални студии кои беа изработени од страна на локални експерти поврзани со безбедноста и здравјето при работа. И истите тие беа направени по урне кои во суштина го направивме во Македонското здружение за заштита при работа, за да можеме после тоа врз основа на тоа да ја направиме таа регионална студија, а врз основа на таа студија регионална стратегија. Да. Убаво што ги спомена, бе во посета на драгите колеги од Црна Гора и од Албанија. Што се случуваше таму? Како, би сакал прво како си помина? Да, клучното прашање. Многу убаво си поменав и би сакал поздравите од нашите колеги да ви ги споделам во сите вас кои не гледате. Воедно да ти кажам дека насетив една голема благодарност за тоа што го имаме направено како Македонско здружение за заштита при работа за во насока на подигнувањето на свесноста како кај нив, така и кај јавната популација поврзана со прашањата за безбедност и здравје при работа. И од друга страна направивме, би рекол, не секојдневен настан, каде што на нивните министерства, на луѓето кои всушност се вклучени во донесувањето на политиките, а воедно имавме и средби со јавноста, имавме можност да ги презентираме овие студии.
Значи, прво отидовме во Црна Гора, каде што бевме топло примени од страна на нивното Министерство за труд и социјална политика, од представници на Министерството за труд и социјална политика на највисоко ниво и воедно бевме придружувани од страна на членовите на Црногорското здружение за заштита при работа, при што директно во директен разговор им ја пренесовме и идејата и суштината на самата таа студија, каде што и авторот на студијата, господинот Златко Поповиќ, имаше можност да од прва рака им пренесе каква е во моментот состојбата во Црна Гора кога станува збор за безбедноста и здравјето при работа. Оваа прилика беше исто така искористена да всушност не дека луѓето не се свесни, него едноставно веројатно им е потребен онај нулти документ врз основа на кој ќе ги градат Ке почне да се надградува понатаму целиот систем и на некој начин ја фрлекме ракавицата за да дојдеме во ситуација, и тоа би сакал да го искажам и сега, да луѓето кои всушност ќе чувствуваат дека имаат нешто да кажат поврзано со нашава струка, да творат, да пишуваат, да дојдат во ситуација да што е возможно повеќе вакви документи да ја видат дневната светлина. Така и во овој случај, кога бевме во Министерството, разговаравме за оваа студија, потенциравме кои се состојбите, кои ги затекнавме во конкретниот период кога беше изработувана самата студија, тоа е во текот на минатата година, и на крајот дојдовме во ситуација како што и ти соопштуваше минатиот пат во однос на одредени стратешки цели, поточно одредени области каде што е потребно нешто да се превзема, горе-доле да не ги повторувам истите, доаѓавме до исти сознанија дека за да дојдеме во ситуација да креираме една превентивна култура, многу повеќе е потребно да работиме на свесноста кај сите нас индивидуално. Како луѓето директно вклучени во оваа проблематика, така и генералната популација, единствено тоа како можеме да го направиме е преку оние кои всушност го разбираат тоа како да го направат, а тоа се медиумите. Да, во право си, во делот на спроведувањето на вистина јас доаѓам до еден заклучок, а тоа се потврди во регионов, еве во Црна Гора сте збореле за тоа дека колку и да имаме ние совршени закони и какви да се реформи да направиме во контекст на минатата недела што разговаравме, што зборевме како прва стратешка цел, каде што спомнавме законската рамка и политиките за базара, да, меѓутоа сепак да не забораваме дека човекот ни е во центарот и дека тој е тој кој што всушност треба потоа да го примени сето тоа во пракса. Ако веќе зборуваме за закон кој што промовира превентивни решенија, таа превенција треба некој во дела, во реалноста, во животот да ја прифати, да ја свати, да ја има за своја и да ја спроведува. Така да навистина сосема е точно. Ти спомна, јас само би кажал дека јас воопшто не сум изненаден во Црна Гора што сте биле така добро дочекани и што во даден контекст сте примели комплименти. Мислам дека од тоа јас што го гледам што работите, еве вака сега работејќи со тебе и на овие емисии во рамки на одредени истражувања, регионалната студија, стратегија и така натаму, забележувам дека не само што МЗЗПР е најстарата организација која што е поврзана со оваа проблематика во нашата држава, не само што има најголем искуство во овој дел, сепак мислам дека обединува една идеја, а тоа е да системот на безбедност и здравје при работа го добие вистинското место во македонското општество, но и пошироко во регионот, едно поврзување, едно вмрежување, и од тука луѓето го забележуваат тоа. Јас видов и на некои други настани кај што беа присутен, а беа присутни од регионов колегите, така да гледам дека они во вас гледат една позитивна пракса, еден позитивен пример, една инспирација, и тоа е добро. Ова не го кажувам сега за да ти направам промоција, туку за да констатираме на фактичка состојба и да те мотивирам да продолжите по тој пат, затоа што тоа е вистинскиот пат. Тоа што е понекогаш парадоксално, што сум го забележал и кај мене, што се случува
во дадени ситуации да надвор повеќе не препознаваат и не ценат, дали е тоа во регионов, на европско или на светско ниво, отколку можеби во нашето село, во нашето место, во нашата средина, и тоа е секогаш така. Приказна. Тоа е од библиско време, така да еве пошто е во контекст на празникот и Исус него многу почитуваа во Назарет кога проповедаше, а повеќе кога одеше на други места, токму заради одредени аспекти во умовите на луѓето и нивната неверие во тоа што го прави човек. Може би е затоа што го познаваат. Кога те познаваат, мислат дека те разбираат. Ти благодарам за овие убави зборови. Од друга страна, сакам една работа многу јасно и гласно да ја споменам, да не испадне дека се подразбира. Јас се радувам секој пат кога некој ќе дојде и со своја иницијатива. Дали било тоа отварање на нова здружение, дали било тоа креирање на нова студија, дали било тоа одработен својски, да кажеме некој час каде што ќе се афирмира друга група на луѓе во однос на оваа превентивна култура, ја секогаш го поздравувам. Она што често пати, например, кај луѓето кои всушност не чувствуваат закана од нас, ја сваќаат многу побрзо таа порака. Луѓето кои се блиску, кои чувствуваат заканата, имаат одредени бариери кои се надевам со текот на времето се губат. Но, да не навлегуваме веќе во друга тема, сакав само да ти предочам дека направивме уште еден исчекор таму, во Црна Гора, покрај посетата, поле на Црна Гора. Покрај посетата на Министерството, каде што бевме олежно. Да, ти ми спомна дека сте се видели со амбасадорот на Македонија во Црна Гора. Да, и како помина таму? Што беше таа средба? Види, обично, например, во ваквите средби се обидуваме максимално да излеземе, не да не се видиме, ние се видовме со нашите колеги, но максимално да направиме исчекор во насока на целокупната добробит за сите. Значи, кога го посетив нашиот амбасадор во Република Црна Гора, имавме една идеја, а тоа е прво да ја представиме нашата работа. Второ, да всушност кога веќе ја представуваме нашата работа, да му предочиме дека одредени области кои се однесуваат на безбедност и здравјето при работа не се доволно третирани во билатералните односи на двете земји. Беше изненаден малку. Станува збор за оние времени работници кои доаѓаат, градежни работници кои доаѓаат во Црна Гора, оние кои работат на приморието, нудејќи својот труд за услуги. Во гостителството, да. Значи, дојдовме во ситуација да побараме од него. Тој беше многу позитивен во однос на тоа дека тоа као такво не е покриено. Значи, делот кој што се однесува на признавање на лекарските прегледи на вработените кои ги направиле во Македонија, да бидат признаени и во Република Црна Гора. Од друга страна, побаравме и обуките кои се прават овде на вработените во однос на безбедност и здравје при работа, да бидат признаени во Црна Гора и секако, доколку го побарува тоа работното место, да бидат надградени. Ова самото по себе ќе представува огромно олеснување. Ова е голема работа. Огромно олеснување. Голема работа ако се успее во ова. Па, јас мислам дека ќе се успее затоа што тој предочи дека во наредниот период треба да се потпише некој нов протокол поврзан со двете земји и каде што побара од нас колку што е возможно поетно да истото тоа го испратиме, го искомуницираме до него и тоа да го стави на дневниот ред. Доколку успееме тоа да го направиме, ќе биде одлична шанса за нашите бизнисмени, за нашите работодавачи, за нашите работници да намалат делот оние трошоци поврзани со безбедноста и здравјето при работа. Точно, бидејќи пред се однесува на нашите работници, бидејќи повеќе одат наши работници во Црна Гора, сезонски или како и да е, отколку што доаѓаат од Црна Гора овде, така да ова е во поголем интерес е за нашите работници, за нашата се. Така да никој не тераше, никој не инструираше дека треба да направиме, едноставно тоа го направиме затоа што тоа го побарува струката. Тоа е идејата, тоа е целта на едно вмрежување, тоа е идејата на едно делување во рамките на... Па ја би рекол и на една свесност за работите, да се туркаат работите, да се туркаат работите, да, оти ако беше нели ќе пиевме само ќе пиевте кафе со амбасадорот, малку шега, малку хихихи хахаха, како сте, што правите, меѓутоа ти си поставил
Не знам дали ќе отидов, нако беше така целата работа. Так. Во секој случај се обидуваме максимално кога е возможно, кога ќе не примат. Сепак да не се погрешно разбереме, ние сме само една професионална невладина организација. Не сме толку големи. Така е. Мали сме. Но добро, јас сепак имам малку поинако гледање на нештата. Сметам дека секоја индивидуа е важна и дека човекот е битен и дека човек може да поместува и планини ако е фокусиран и ако е на вистинскиот пат, што би рекле со вера, значи со таа убеденост, со таа една сила внатрешна, секој индивидуа е битна и мислам дека ова што го правиш ти, иако како организација си скромен и велиш дека сте мали, што е мало, што е големо. Ме сваќаш? Те разбирам, него Да. јас го споредов со ние, да кажеме, големи државни апаратчики кои имаат своје одредено сознание за себе. Ти имаш една друга компаративна предност, а тоа е дека си побрз, поефикасен, помобилен и за да еден поголем државен операт се покрене, треба малце повеќе процедура. Мислам, ја како правник го знам тоа е вака. Гледајќи низ годините, успеваме и таму. Да, кога ти не видат во одредено време, еве да кажем и позитивно. Ова се одлични иницијативи што си го направила. Албанија како поминавте? Ако заврши за Црна Гора? Да. Албанија беше интересно дека присуствувавме исто така на една промоција на истата оваа студија која беше наменски направена за Албанија. Конкретно за Албанија, значи беше. Да, каде што од авторот Еда Бекири беше презентирана до еден малце поширок аудиториум од синдикати, државни органи, Министерство за труд и социјална политика, делот на трудова инспекција и така натаму. И за разлика од останати, јас дури и научив некои други интересни детали, а тоа е дека Албанија самата по себе се уште минатата емисија спомена дека се уште е на некои си основни нивоа кога станува збор за безбедност и здравјето при работа, но од друга страна разбрав дека до вчера имала 50 и нешто инспекцијски органи, да сега во изминатиот период ги намалат на 7. Ова не го кажувам заради статистика, него го кажувам во насока на тоа дека и Албанија како општество веројатно се преструктурира оно што го побаруваат европските стандарди, европските директиви, европското законодавство. Од друга страна имам верба дека во догледен период и тие ќе зачекорат кон професионализација во областа на безбедност и здравје при работа. Веќе има неколку странски компании кои изречито побаруваат ваков профил, но од друга страна оно што го гледаат професионалците од оваа област е дека пак ќе се вратам на ние твои 6 стратешки цели. Мачат со бројот на повреди, со бројот на професионални заболувања и не можат да изнедрат, не можат да извадат некоја конкретна бројка, конкретна различни податоци доаѓаат од различни извори. Индустрија, каде што би можеле тие како држава да се фокусираат. Затоа, навракајќи се на она што минатата емисија го зборуваше, би им препорачал на гледачите. Пред се, за да не разберат за што зборуваме, нека ги симнат документите кои се бесплатни од страничката на Balkan.net. Нека ги разгледат. Balkan.net. Така, Balkan, значи can, да. CAN.net. Добро. Значи, од таа страничка нека ги симнат, нека ги разгледаат, нека критички дадат своje мислење. Значи, ние не се плашиме од критика, ние јас посекуваме критиката, бидејќи единствен начин човек да напредува е преку критика. Конструктивна. Не само заради критика, него конструктивна. Доколку сте бизнесмен, погледнете што и се размислувате да инвестирате. Погледнете каква е состојбата, какво е опружувањето во конкретните земји, каде што планирате да инвестирате, кога станува збор за безбедност и здравјето при работа, за да не се најдете пак од друга страна во некоја си небрана ситуација, каде што ќе ви фали одредена информација дека нешто сте испочитувале, нешто не. Но на крајот, доколку сте професионалец, доколку припаѓате на некој од оние
трипартитни групи каде што се синдикатите, работодавачите, државните органи. Ви препорачувам да ги земнете двата документа, и оние кои се однесуваат на државата, од каде што потекнувате, но и оние кои се регионални, и да дојдете во ситуација да истите ги заанализирате и ни се приклучите на Македонското здружение за заштита природата, веќе да направиме една следна. Јас веќе зборувам за некој си следен период, следна студија која би ги опфаќала сега, врз основа на оваа првична, промената на состојбите кои се однесуваат во конкретните земји. Би ни било чест, би ни било задоволство, од друга страна претпоставувам дека и потреба. Да, и колегите кои би се приклучувале би те вдахнувале многу повеќе, многу кога станува збор за гледање како одредена област ја менуваме на позитивно. Благодарност за сите овие информации кои што ги сподели сега со мене и со нашите гледачи. Еве јас сакав денеска повеќе, како што кажав на почетокот, во улога на водител, навистина една празнична емисија, една празнична атмосфера, нека е празник во нашите срца. Великден во христијанството е празник на радоста, празник на љубовта, празник на победата, и во името на тие поставки јас ви упатил еден огромен поздрав до сите што не гледаат, што не слушаат. Уште еднаш честитки за сите кои што го слават Великден со поздравот Христос воскресна, навистина воскресна, и да се видиме следната недела здрави живи во една нова емисија со нова интересна тема. Секако. Сеќавајте се и на оние кои повеќе ги нема. Сеќавајте се, зборувајте за тоа како да бидеме побезбедни на своите работни места и споделувајте. Кликнете лајкче. Да не заборават тоа обавезно, добро што се сети. Споделете оваа емисија и се разбира. Коментирајте. Го очекуваме тоа. Поздрав. Поздрав.